Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по спроведената постапка во текот на изминатиот месец на седницата одржана на 19 август годинава донесе одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на трговското радиодифузно друштво Телевизија Ирис со седиште во Штип. Оваа одлука објавена во службен весник, што значи дека е конечна и дека оваа регионална телевизија повеќе не емитува програма. Во образложението стои дека дозволата се одзема поради неплатен годишен надомест од страна на Телевизија Ирис кон агенцијата, кој изнесува 233.105 денари. Кои се суштинските причини за затварањето на една од најстарите телевизиски куќи во источниот дел на државата, за сега никој официјално не соопштува, меѓутоа фактот дека дозволата се одзема поради неплатена обврска кон агенцијата наведува на сериозни финансиски проблеми во кои западнала Ирис. Впрочем, сите регионални и локални телевизии подолг период се соочуваат со проблемот на обезбедување средства за овозможување минимални услови за нормално работење, особено откако државата и општините престанаа да издвојуваат средства за истите. Телевизија Ирис е само една од многуте приказни, бидејќи пред неа се затворија повеќе телевизии, токму поради финансиски причини, како што се Интел во Струмица, Орбис во Битола и повеќе други. Сето тоа зборува за кризата во која западнаа медиумите, како и за жртвите кои истата ќе ги однесе сама по себе. Инаку, во целата ситуација, парадоксално е тоа што додека цела Европа па и свет соодветно ги поддржуваат медиумите низ разни форми на финансиска помош, кај нас во името на европските норми, тие се препуштени сами на себе, односно ставени да згаснат. Уште по-парадоксално е што и локалната и централната власт имаат речиси секојдневна потреба од новинарите, ама кога е во прашање финансирањето, решението го насочуваат кон пазарот, иако знаат дека особено на локално ниво истиот не функционира.